почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Ветивме дека целата вистина за злосторството, што е правено врз нашиот народ и на нашата земја, ќе ја дознаат сите. Тоа го докажавме досега и продолжуваме да го докажуваме. Денеска, на домашната и на меѓународната јавност, им е повеќе од јасно дека во Македонија нема слобода и демократија, дека европските вредности целосно се уништени. Досега, меѓу другото, покажавме колку бил нечесен Никола Груевски кога се работело за неговиот личен интерес. Купувал огромни, атрактивни парцели на водно, вредни милиони евра и се криел позади офшор компании формирани за негови потреби. Со тоа што денеска ќе го слушнете и видите, ќе сватите дека парцелите и офшор компаниите се само мал доказ за нечестноста на Никола Груевски, но и за неговите мегаломански апетити. Денеска ќе бидеме сведоци на суровата и горчлива вистина, која што ќе потврди дека сиве овие години Груевски, по чија наредба се казнува и затвараа граѓани на секој чекор, во име на правдата и законите, е всушност оној за кој не постои ниту закон, ниту устав, ниту совест. Денеска сите ќе бидеме сведоци како Груевски договарал проценти и провизии во милиони евра, како правел незаконски упади во тендерски постапки, фаворизирал и местал фирми да добијат тендери, безчувствително местел и луѓе да кршат закони, за негови собствени цели и интереси, како украл милиони евра народни пари преку тендерите за железницата и автопатите. Првиот разговор, што ќе го слушнете на денешната пресконференција, е помеѓу Никола Груевски и директорот на РЕК Битола Владо Чинговски. Од овој разговор ќе слушнете како лично Груевски мести тендер што треба да го добие еден од собствениците на телевизиите кои му помагаат во актерството со кое што се одржува на власт, собственикот на Сител телевизија Горан Ивановски. Па Груевски и Чинговски договараат помош за Кратовчанецот да направи конзорциум и сите да бидат задоволни. Станува збор за местење на тендер за ископ на јаглен во Битола, што треба да го добие собственикот на Сител, затоа што, како што вели Груевски, Кратовчанецот знаеш зошто ни е многу битен. Во првиот разговор исто така ќе видите и зошто еден од поголемите бизнисмени во државата постојано дава изјави по медиумите, зборувајќи колку е тоа добра состојбата во нашата економија. Тоа е бизнисменот Сеат Кочан, кој според наши информации е многу добар пријател на Груевски и еден од оние со кои според кажувањата на Груевски имаат одлична соработка. Еве го тој разговор. Здраво, како си? Добар сум, председателе, како сте ви? Тука си или на одмор си? Тука сум, на работа сум, баш ево нешто работа. Вчера се видов со Кратовчанецот. Со Кратовчанецот, од Кратов. Да, добро, јас се видов и со тебе? Да, беше кај мене, разговаравме, му дав. И се видов и со оној од Битола, така? Што има кола Сеат Ибица, знаеш? Сеат Ибица. Да, добро. Се видов и двајцата. Ало? Да им помогнеш некако. Па ево денес... Они кажува дека најверојатно оној Страшо и тој Битолчанецот дека ќе за тоа, да. Таму сигурно ќе се пријат, ама му реков јас дека може он слободно да се јави, да направи некој конзорциум да се јави. Најбоље е ти тоа да го организираш, да е предвидливо. Они се вака збунети, не знаат што да прават. Мислам дека треба со нив да се видиш и да ја организираш работата и да се сите задоволни. Оти Кратовчанецот знае зашто не е многу битен. Да, јасно ми е тоа. И тука нема ова или она друго. Така, мене ми јави дека овој другиот... Иде даје, така, ради тоа. Така. Со него немаме друг муабет. Така, страшно дошол. Другиот исто имаме одлична соработка со него и не е добро да го исфрлиме сега. Добро. Овој со колата што е. Така, да. Што сакам да ве прашам, овој бил од Страшо бил кај вас исто ми кажа? Не, лаже. Лаже? Да. Добро. Добро, јас ќе го викнам уште еднаш Горан, ќе поразговараме малку да видиме што кај овој
КБ. Добро. Кај КБ. Добро. Ало. 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 Дали ме слушаш? Не, ништо не ве слушам. Јас те слушам добро, не знам што ја работите. Јас не ве слушам, последното беше нешто кај КБ, нешто и поќе не ве чув. Па најверојатно кај КБ бил, знаеш кој е КБ? Да, добро. Предпоставувам, чим вика дека бил, предпоставувам кај бил кај него, а кажува дека бил кај мене. Добро. Зашто Али нема везе, ја немам ништо против него, нека си биде и он таму, ама и овие да влезат во игра, да се задоволни сите. Да, ама тешко е, на тоа место таму не е ископ на јаловина, него е јаглен испорака. И таму не можат две различни да бидат. Мора една да биде конзорциум, некој поздрав. Јас разговарав со Горан, му објаснав сето тоа. И затоа му дадов некој решение да се склучи со некого да направи еден подобар така тим. И тој ми вика да ми помогниш. Јас зборев со пријателот на тој од Берово. Он вика, абе како да го трнам сега него да се вклучам со овај. Му викам, ти ако сакаш да добиеш работа, ти кажеш како да добиеш. Многу едноставно. Така да ќе треба да се... Не знам, ја не сум во тек, ќе му кажам и на КБ да се чуе со тебе и да се изорганизира. Добро, Важи, може така. поздрав. КБ денеска се чувме, тој отишол на одмор. Вие планирате да се видиме, имам неколку други работи што треба да поразговараме малку. Кој отишол? КБ? КБ рече од утре не е тука. Па вече видите. Сега, поподнево. Ако разговарам со него да се видиме. Ја ќе му сеам, ќе го упатам да се видите вече. Важи. Ти ми дека поминут кај мене или ќе поминам јас било како. Важи, договорено. Така. Ајде, поздрав. Лицето КБ е Кирил Божиновски, генерален секретар на владата и партијата ВМРО-ДПМН, да не се мачите. Следните два разговори откриваат како Груевски го подготвува амбиентот за местење на тендерот за пругата Куманово-Белјаковце, како за фирмите зборува во шифри со првите букви од земјите од кои што доаѓаат Германија, Чешка, Грција, Австрија. Ке слушнете како Никола Груевски лично во фаза на разгледување на документацијата има намера да стапи во контакт со некоја, па сака да биде сигурен на која, како што вели, може да и се среди. Еве ги овие следни две снимки. Миле. Мола. Што пеш? Добар. Ти ми даде едно личе таму за железницата, ли беше тоа? Да. Да не ти е при тебе тоа да ми го платиш? Па го забориш на работа? Не. Можем да организирам, ќе ви пратам. Дома сте? Дека му го дадат на некој од моиве на Урко, ама у затворено плико и да ми го донесе. Важи, готово. Ајде. Миле, го гледам ова што ми го прати. Значи, првите се од Г. Така. Вторите се од Ч. Да. Третите се од Г, ова доле Г. Да. И четвртите се од А. Да. Тие четири генерално можете. Така. А може ли тука, мора ли првиот или може и некој внатреште од било кој од четирите? Првиот има на 4 ставки дампинг цена и сега тоа треба да се провери. Мислам дека има финта направена. Тоа значи може и на вториот да се иде, така? Па, да. Затоа реков да се видиме за така. Добро, ја вака првично да ми укажеш да знам у кој правец да се размислува. Само требаше можно поскоро да не дојдем 5 до 12. Кој се први? Добро. Јасно, тоа ви го направив на кратко многу за да биде јасно. Инаку цел репорт има вака. Значи сигурен си за ова за првиот дека има некои проблеми, така? Да, сигурно. Значи може вториот евентуално, а третиот и четвртиот нема шанса, така? Па уште не е гледан уште техничката. Добро. А за вториот гледана ли? Не, од никој не е гледана. Значи, прегледаница, ама не е до крај. За сите има побарано дополнителни, така да...
У суштина може, у меѓувреме ако се стапи со некој во контакт, може после да испадне дека не може да му се среди, само да јаде трици у меѓувреме. Генерално првите два. Многу е лошо со некој да се збори. Да, знам. И после да му речеш, слушај, убаво што си зборевме ние, ама ти само имаш фалинки, некој немаш. И после тогаш он ќе јаде трици. Првите два генерално така. Добро, окей. А четвртиот не може? Да малку да отворам малку да ви кажам, пака не може. Отвори па кажи ми да не се ута, знаеш. Важи. Ајде, чао. Следните два разговори ќе покажат многу јасно на каква мака се соработниците на Никола Груевски, па дури кога се работи за послушник и извршител, како што е Миле Јанакиевски. Слушнете какви притисоци прави Груевски врз Јанакиевски, противзаконски, да потпише документ за промена на фасадите на Евана и на Сити Галери во барокни фасади. Докаде оди суровоста на Груевски покажува настојувањето на Груевски кон Јанакиевски, убедувајќи го дека нема да биде тој што ќе биде вовлечен во криминал, дека таа од општина Центар ќе ја имала одлучувачката улога, ама од неа сепак да сокријат дека тоа што го прави не е законски. Еве ги тие разговори. Миле? Мола. Абе, дај, ако може да го завршим ова за фасадата на Евана и на Сити Галери. Председателе, тоа техничка грешка. Не може, значи бара проширување на маркици, значи по ниеден закон, во ниедна регулатива го нема. Значи бара проширување на маркици. Од општина Центар му рекли ако дајете вие таму комисијата дека нема техничка грешка, они ќе го прифатат и за двете. Глупости е тоа, значи надворот проширување на маркици буквално барове. Ама вие предлагате, така? Ама тоа е промена на ДУП. Каква техничка грешка нема таква. Еве таа што е за урбанизам во Центар сега рекоа нема проблем, дајте ми ќе го средам. Што да му дадеме ние? Не знам што да му дадеме. Ој Коцан. Што да му да писмо? Мислење. Какво мислење? Мислење, дека мислите дека може така. Нема председател, законска можност нема. Значи проширување на маркица тоа исто како да менуваме план со мислење. Ама мислам дека кај вас нема одговорност. Вие само мислење дадете. Одговорност е кај тај што ќе го прифати мислењето. Ама не може мислење значи не знам како да весам. И на кој се 3 пати се станат. Значи кој се ќе побара од вас мислење, он ќе го предложи и ќе ви побара мислење. И вие да дадете мислењето, па може да се толкува дека инвеститорот ќе побара, да. Значи врз база на план треба да даде извод. Значи планот што е поминат во општината Центар е на пример да кажеме со габарит од 200 метри квадрат. Тој бара со 220 или 250. Ова што ти го викаш, они треба да го кажат, они треба да потпишат на крај, така? Мислење е гола вода. Никаква одговорност нема некој за мислење што. Не знам како мислење, нека кажи кој се како мислење да дај. Озволен. Кој се како мислење. Ќе дам мислење. Дека може да се третира како техничка грешка. Ќе кажам, ајде, јас ќе го потпишеме, една лична во понеделник, Коце ќе ја донесе неа на состанок. Ама ти ако тргнеш вака со ваков негативен став, џабе ќе ја донесе. Не, јас ќе се читам на состанок, ќе не. Кажам како мислиш така, ќе знаме како се понашам. Да, ти да гледаш да биде некако работа, не да не биде. Океј. Ајде. Ако може така да го решим, и ако таа ветува дека вака ќе се реши. И готово. Океј, нека кажат како мислење, барат. Мислење е мислење. Да, бе, ја така мислам. Ти не можеш да споведиш ако ја така мислиш. Така? Океј, ајде. Ти не си собрание па да даде автентично толкување. Ти даваш твое мислење. Твое мислење може би вакво, онакво, погрешно, правилно, ама е така си мислил ти. А она нека си цени дали е тоа законски или не е законски. Еве нека напише како. Само ти да го кажеш ова на неа. Ако го кажеш вака, она ќе си испачи, ќе рече, што ме така, ја да не фатам крива и нема да ќе се повлече. Мене ми е следно, вие немате вина, вие давате мислење. Утре ако се покане поставка некоја. Ќе речеш, добро, ние така мислевме, ако било незаконски, они не морале да го направат. Ние не сме собрание па да го законот да го толкуваме. Ние даваме наше мислење, наше мислење беше вака. Сега прашете си ја женава зашто го направила понатаму така. Не мора да го послуша мислењето. Океј. Не е образувачко вашето мислење? Добро, аз не знам што направи. Океј, ќе дам мислење, не е проблем. Јас ќе го потпишам.
Важи. Ајде. Биле? Не треба ти да дадеш мислење комисијата ке те. Која комисија председател? Која комисија жалба некој таму. Ама, тоа е второстепена постапка, значи тоа се води кој ќе има управен акт. Не, тоа е второстепено се води кој ќе има управен акт. У понеделник ја чистите, ама ако најдете некоја таква финта да може и таа ако се нафати. Не е проблем, ќе дадам мислење ви кажам. Општина центар ако се нафати да потпише, кој да го даде мислењето, нема одговорност. Не, окей, не. Одговорност затоа ќе што договорим. мислење. Кога ќе ветам, не е проблем, ќе го направам тоа, ама Не ќе да мислиш дека те втурнувам сега упреми. Не, јасно ми тоа, не ми јасно. Не би ни на Не, да потпишеш нешто, утре да идеш у затвор за тоа. Не, Мислам дека за мислење не може некој затвор да мисли. Председателе, не е проблем, значи затоа ви реков, како сака коце, јас лично ќе го потпишам. Какво сакат на кој направат, јас ќе го пишам. Ајде. Ова што го слушнавте е незаконски и згрозувачко. Но следните неколку разговори, почитувани граѓани, ќе го отворат пред јавноста едно од најголемите финансиски корупцијски скандали, каков што не познава нашата земја, па и пошироко регионот. Најавата за тоа што следува ќе ја почнам со потсетување на разговор меѓу Ставревски и Јанкуловска, во кој што Ставревски реагира за договорот со кинезите за изградба на автопатите Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид. Еве го тој дел од разговорот. Да, ти кажам, ноќеска каква порака добив, ми се смачи што ми идеше да му грабам телефон, да му скршам главата. Ја ти видам, мислам не тера да направиме незаконско нешто. Не ја, Миле и Владо треба да потпишат со тие кинезите и неќат луѓето да потпишат и управо се што неќат. И сега место со нив тоа да го расправа и они да го јават, јас сум месенџерот, мене ми се јавува ова зашо е вака, зашо е така не е потпишано. Му објаснувам зашо не е и му пишав у пораката и мислам дека се управо луѓето. И ми враќа порака јаките правни експерти Миле и Владо, а и ти како искусен правник сте дошле до заклучок дека е и нешто ми дрна таму на некој. Тој што вика дека е окей некој го потпише. Да не сме управо, пази. Да. Начин ли е тоа со првите своји соработници? Да, ама и не само тоа, ако некој некомотно се чувствува, значи има нешто. Пак ќе да речам забега на порак. Знака, човек што изгубил контакт со реалност. Не е во ред, не може да вреѓаш така. Да, мислам на крајот на крајот. Ја искусен правник, 6 години работам со проблематика, знам да процент. Ама независно. Договор со кинеска компанија што ќе ги гради патиштава без тендер. Тоа треба луѓе да не може така. За овој огромен финансиски проект, вреден точно 580 милиони евра, не постои тендер, туку одлуката е донесена со донесување на закон во Собранието на Република Македонија. Во вакви околности, кога веќе нема тендер и може да се договори најслободно во 4 очи со фирмата изведувач на проектите, тогаш на потек доаѓа Груевски. Откако веќе ја договорил изградбата на автопатот Миладиновци-Штип со истата фирма за 206 милиони евра, пари што се кредит и треба да ги враќа нашиот народ, односно секој од вас, од нас, поединечно, почитувани граѓани. Никола Груевски влегува во акција со таа фирма да го договори и автопатот Кичево-Охрид. Иако проценката на Агенцијата за патишта е 270 милиони евра за автопатот Кичево-Охрид со сите корективи, сепак, по налог и директива на Груевски, министерот Милијан Акиевски, вице-премиерот Владимир Пешевски и генералниот секретар на владата КБ Кирил Божиновски се договараат за изведба на автопатот Кичево-Охрид во вредност од 373 милиони евра, 103 милиони евра повеќе од проценката на Агенцијата за патишта на Република Македонија. Но тоа не е единствениот успешен потфат на Груевски во овој проект. Груевски успева да договори повторно да биде избрана истата фирма, која што веќе е договорена за изградба на автопатот Миладиновци-Штип, и тоа како што вели самиот тој, на ист начин и под исти услови.
Условите се 5% од проектот или помеѓу 15 и 18 милиони евра провизија и тоа само од автопатот Кичево-Охрид, а од двата автопата заедно, нели на ист начин и под исти услови, како што самиот Груевски вели во разговорите, вкупно повеќе од 25 милиони евра. Следуваат разговори кои покажуваат како се прават подготовки, планови, преговори со кинезите, кои што траат до доцна во ноќите, а преговарачите Груевски и соработниците се прилично упорни во преговорите, но и успешни, кога се работи за нивните лични интереси. Еве ги разговорите, доказ за еден огромен грабеж во Македонија, можеби најголем финансиски корупцијски скандал во регионот воопшто. Повелете. Иле зао? Повелете. Возев, за тоа не ви сум себе. Што правиш? Возев. Возиш. Кажи ми сега за овие жутиве. Како е динамиката? Кога они доаѓаат, кога поднесуваат и кога се преговорите? Значи, на 29 во 10 му е кажано, може да го пролонгирам. Начално тогаш кажам дека треба да остават понуди. Да не го пролонгираме, а? Кога ја морам, кога ми е заден рок да ти кажам овие работи што ми бараше, пошто сум могуше сум се сротуват. Па добре, понеделникот се вали за да му кажем за да имаат барем еден ден, два да го вградата. Две веќе дојдат тогаш тука? Двете. Во исто време. Да, втората како се играш? Едната е синохидро, другата е ЦВЕ, чајна вотерен електрик. ЦВЕ? Да. ЦВЕ, така? Да. Да, се сетих, така беше, да. Они даваат понуда од 10. После што следува? Одна истиот ден се преговорите? Не, минатиот пат беше ние 2-3 дена ги разгледувавме и потоа почнавме со нив да зборуваме. А они се да чекаат? Па да. Добро. Тука се едните се во Скопје, другите се во Белград. Постојано. За сега не им одлагај. Ако стигнам до утре, стигнам. Ако не, пак им одложи за еден ден. Важи. Пошто сум му јака гужа. Важи. Океј, ајде. Поздрав, чао. Ајде, чао. Ало? Да. Иле? Мало. Овој си го доставува преходниот пат. Добро. Тоа што го доставија, после тоа го намалувавме у преговори или како беше? Де факто се испостави дека неколку ставки немаат, ние го намалувавме, ама тоа што го намалувавме потоа се испостави дека некои ставки тие ги направиле превид и го зголеми и на крајот завршивме со некој исто сума. Ама немаме обврска тоа што ќе ни го донесат писмено и што ќе го отвориме, тоа да биде конечно. Можеме после да преговараме и да намалуваме, така? Да, така правиме минатиот пат. Значи они дават писмено, ние ги отвараме и почнуваме да преговараме. Да, по ставки. Значи направивме споредба, не знам, едната компанија, другата компанија, коридорот 10 цени и после еден тендер што ги има Агенција за државни патишта, тоа е Струмица Радовиш и плюс коридоров 10 реконструкцијата. Така да имавме ставки од последни неколку покрупни проекти за да видиме до кај. И ставка по ставка де факто се деше. Затоа викам мора некој пострушен да гледа. И тие работеа 2-3 дена, па ни дадоа извешти, врз база на тоа ние водевме преговори. Океј. Ние се фокусиравме само на едната, на поевтината практично. Не двете, на двете работевме. Паралелно. Добро, океј. Ајде, чао. Ало. Согласно проектот, колку е вашата финална цена? Согласно за Кичево-Охрид збориме? Да. Сега ми се беме. Само секунда. Согласно проектот како што гледам јас, проценка цени беше вака сега, пошто проектот е правен околу 193 милиона, значи, збориме евра. 193 милиона евра е по проектот. Меѓутоа, поради тоа што се правени проекти од 2002 до 2009, ние удривме некој коефициент на корекција, да речеме, зголемување на цените на трешосе,
и излегува неде 267 милиона, нека ориентација. 267 милиони евра, така? Да, ориентација. Сега, министре, ако има нешто случајно испуштам некој пример, значи сега пак ги проверав пред мене, значи ова што е зим што ги прават се катастрофа. Значи пробавме да ги средиме. Утре ќе ни достават, ни кажа, ни ветија дека ќе ни достават средено све до крај, ама мислам дека е тука не да се движи 270 до 280 милиона. Да. 280 милиона, така? Да, ало. Ало. Да. Дали во овие 270 ги имаш тие 12 моста што дополнително ги доставивте после на компаније? Да. Оде има, јас како што гледам има 30 објекта, 30 виадукта има. Значи се е ставени по тебе 270 милиони, така? Така, да, околу сега министр ќе може да ќе види за 10 на милиони, меѓутоа тоа е тоа сега, јас толку е. Значи објекти преку 150 метра има овде 30 објекта, значи има 30 и сега овде би го пуштив сега на мейл. Луис Берже колку беше во наквата? Во проценката? Сега да проверам сега, Луис Берже. Тука имам сега. Што ми пушти на мейл? Сега ви пуштив, Влада ми бараше за сите делници проектантските цени да ги извадиме. Значи... Но си ти пуштил проектантски цени? Да, сега го пуштив пред 2 минути. А ова, Total, проект АП, што ти ова АП? УП, Unit Price. Тоа е УП е Unit Price. Total. Компанија А? Да, ја не ги знам компаниите, така. Компанија А, компанија Б. Добро, Те шо преш? Добар кикире сме нека. Ке кого? Кикире. Така. Зова ти колку предлагаш? 5 на целото. Шо 5 на целото? 5%. Не, точен износ колку? Тоа се зависи колку ќе биде, помеѓу 15 и 18. Ти како процент збориш таму или како бројка? Точно. Па, тие го спомнеа тоа и генерално си окей вака тоа. 5 на тоа што ќе понудат. Тоа зависи се понудат, ама помеѓу 15 и 18 би се движело согласно некој проект колку би... И ти прифата толку? Ако му кажеме, ќе прифата, да. Не е тоа нешто. И на другото е толку. Да не е многу, ја? Да не се претерано и наштото. Ја го не спомна некоја аналогија од претходното и тие спомнава на приликата. А три е онака коректно. Пробај со 15 да видиме како ќе ти реагира. Јави се. Окей. Ајде. Да. Не знам дали ти се јави шефот со мене ми се јави. Добро. И вика да ги викнеме. Во две компании. Ој што барал Кинезов тука? Не знам, за да го видов, ми се вика кај тебе. Кај се деше? Ја чекав кикире пред брата и тој излета од како се вика, од билатерално таа врата излета. Епа тогаш бил кај шефот. Не знам како. Кај се? Кикире. Ти кај си? Ја во канцеларија. Ај че да ми се замени. Кире ми се јави. Угужал сум. Главното прашање било дали двете или едната. Така? Да. И дали пред или после? Имавме некој дилемичка со Владо и со Кире. Види, не можеш после. Минатиот пат како беше? Пред беше? После. Ај, 2 минути само, Не можам, угужи сум. Народ ме чека тука. Каснам 2 сата со себе каснам. Ја мислам на двете, оти ќе дојде до дисбаланс. Едната ќе даде повисоко, другата пониско и у суштина на крај ќе се зрезне работата, сваќаш?
Таа што не си и кажал, може да искочи поподобно. Што ќе правиш после? Вториот концепт беше да видиме колку му се разликите, ако се големи, да не се одветија, случајно утре да одат на други места така. Таа дилема. Што ако таа што си изборал стави и искочи со повош резултат? Нема. Што ќе правиш после? Ако видиме ќе знаеме колку е разлика. Може би да е разликата многу поголема. Тоа е. Види, следниот со тој го имате виќе мојавето одпајано, така? Да, седен, да. Тамо можеш да збориш. Да. Тебе ти е сега дали со другиот. Да. И Добро, ако е така, еве, и овој после го зезнеме. Искочи посоп. Како ќе ја завршиме работа? Не, идејата ако одеме отпослеме да се видат, ако се разликите над тоа да не се одвете. Перцепцијата дека овие дават пониска цена од другите. Ама тоа прошли пат, сега може нема да искочи така. Не може да знаеш тоа. Така е. Не може никаде. Ја мислам на двете. Само многу внимателно, на страна. Добро. И така. Okay. По мене тоа е покоректно да не се заплеткаме у мрежа од која што нема да може да се заплеткаме после. Добро, добро. Друго прашање дали има? Тоа е. Тоа е главното. Да. Океј, внимателно со одборни зборови да не може да те ако те овакво Океј. Ако ти има на нешто да не може да е јасно, знаеш. Само мене се плашам некако многу ми се големи тоа од минатиот пат и ова заедно многу ми изгледа. Што ми исклучи? Исклучи, не јас викав ало, не се слушаш. Некако кој го собирам тоа од прошлиот пат и ова сега ми изгледа многу огромно и некако сикам да не зедам после нешто, што знам, Вајда нема. Фака не би требало се. Добро. Океј. Збори па кажи ми, после секој нов момент ја води ми. Важи. Значи секој и сега и во наредните денови, на секој нов момент ја води ми се да не направиме некој глупост као што имаше минатиот пат волку толку оноку. Ајде. Олам. Да. Да, кажете. Двете компании се на Македонија? Двете, да. Едните си се тука, другите дојдоа само за овие 2-3 дена и се враќаат назад во Кина, така ми кажа. Ај кажи едните нека дојде во 8, другите во 8:30 ќе владо. Утре се вајле? Не, вечерва. Ама без понуди, така? Да. Добро. Добро, ајде сега ќе им кажеш. Океј, нека дојдат. Важи. Миле, поразмисли вака. Може да боље попрепазливо, ова што викаш ти. Ало? Да, ви слушам. Може да подобро попрепазливо. Кажи им вечерва ти на овие со кои што минатиот пат нели се заврши. Со нив нели го имаш мојавето веќе. Добро. Па после ако они се послаби, ќе ги гураме овие надоле другите, знаеш. Добро. Ќе мора другите после да им викаме спушта, идете надоле, за да дојдат помалку од овие. Океј. Добро е некако одма да не ги видат сите тие. Кога ќе достат, мало да ги видат. А не секој таму. Не, добро, тоа го надминавме. Ќе ги достат ке и Љупчо директно. А после ќе утврдува нешто како. Ама зашто бе и Љупчо са и Љупчо? Шо Љупчо? Кај нас може да остане. Кај нас нека ги остават, зирни ги таму, кажи ни што е, како е да видим. Љупчо. Владо мислеше да ги викнеме и да му покажеме на Љупчо, без дискусија. На двете. Размислував сега вака, не на двете. Добро. Управо беше ти кој ми укажа преска. Со едната да идеме, ова што си ја знаеме, мислам како си вика, не знам, ти ја знаеш, не ми ја ни спомнај сега. Да. Да играме таа игра, као минатиот пат, имаш право оваа другата ќе промрчи на тој тука што име. Нели има тука еден? Да. Па тој ќе пише писма, не знам каде.
И така. Важи. Ајде. Тој ќе пише писма, не знам каде. Во 8 ќе гледат Синохидро, ЦВЕ во 8:30 ќе бидат таму. Откажи му на ЦВЕ. Само Сино на ЦВЕ. Само Сино? Да. Добро, окей. Речем дополнително ќе барам. Добро, во ред. Како што можевте да слушнете на крајот, само со едната фирма, на најнечесен начин го договараат добро подготвениот план, за сето тоа во финалето да го верификуваат со донесување на закон во Собранието на Република Македонија за реализација на двата автопати со фирмата која што стои во документите. Еве го законот што Собранието на Република Македонија, ова е законот и овде на проекциите ќе го видите, што Собранието на Република Македонија го донесе на 25 октомври 2013 година, во која што се потврдува изборот на оваа фирма и двата договори се исто така овде, објавени се јавно достапни документи се, во вредност од 206 милиони евра за автопатот Миладиновци-Штип и 373 милиони евра за автопатот Кичев-Охрид. За крај, на оваа пресконференција ќе објавиме еден разговор на Милија Јанакиевски со сопругата, во која што напоменуваме, нема никаква лична природа, но многу директно покажува во што може човек да се претвори кога е доследен извршител и реализатор на валканите планови на Груевски, посветен денови и ноќи на реализација на мегаломанските и забегани цели на Никола Груевски. Еве го тој разговор. Ало? Да не се близина, не. А? Близина да не. Не, бра. Така е. Петра Кинески дозволува. Бра, легмите си да се потирете, што правите. Преговарам, бе. Ушта? Трајава. Да се гласате на вечер, што правите? Сега, мора да договорим во 5 си ода, што питаш? Што мора? Во 5 си ќе си ода. И што до 5 сат ќе си идете? Сега, ние звониме, па ние се консултираме, се собираме, па отидеме ке шефа, па се враќаме назад, па тие напред, па тие звона укина, па чекавме да се разбуди тој дневниот шеф, што ти кажам. Сега се разбуди. А зашто само на еден ден беа дојде нике? Не бе сум јас. Вчера виде кога се дадев. Това не е ласно не се дадeva. Денеска е после. И утре кога ќе одиш и ти се на работа, што ќе правиш? Ќе видиме том пат. Ајде, надам за да се случи. Ајде. Ајде, чао. Зарем треба уште докази за да сватиме сите каков глумец ни ја води државата цели 9 години? Што ли уште треба да објавиме за да сватиме што всушност се крие зад ликот и делото на Никола Груевски? Со сопствениот глас, преку своите сопствени телефонски разговори, Никола Груевски покажа на сите кој е неговото вистинско лице. Затоа тоа е исплашен. Исплашен е и од себе, и од своите. Исплашен е и од народот. И треба да биде исплашен. Готово е. Никола Груевски, се уште имаш шанса сам да заминеш и да ја ослободиш Македонија од маките. Подржувачи на ВМРО ДПМН, зарем треба да продолжите да подржувате вакви луѓе? Почитувани граѓани, беше јасно и пред објавувањето на вистината за Македонија што се и се случува на нашава земја. Со овој процес сето тоа се потврди. Да не дозволиме ова никогаш повеќе да се повтори. Ова се уште е само дел
од доказите за вистината за Македонија. Продолжуваме понатаму. Повелете прашања за новинарите. Господине Заев, слушнавме и ова све денеска што се случува, но сакав директно уште нешто да ве прашам. Дали мислите дека секој ден повеќе го изгубите вербата кај албанските граѓани, пошто се уште гледаме дека ги криете пактите што имаат директно, значи што ќе докажуваат криминал директно кај албанските политичари, но и кај случаите што се работени, уствари што се монтирани против албанските граѓани? Морам да го повторам истиот разговор. Истиот одговор на вашето прашање. Значи, се што поседуваме, ќе објавиме и секако согласно нашите проекции и замисли, тоа ќе се случи. Напротив, поддршката од помалите етнички заедници, вклучувајќи и од албанската, расте секој ден. И тоа е една од најголемите придобивки што овој процес ја носи. Единство на сите етнички заедници во Република Македонија кон целта слобода и демократија. Ќе се објави се во вистинско време. Но изгледа дека нема таков впечаток кај албанските граѓани од тоа што го гледам, значи секој ден, не мислам дека оние веќе, како да кажам, не знам, стварно почна да не веруваат или се плашат да веруваат на тоа. Зарем за другите најавени процеси мислите дека нема исто така заинтересирани граѓани да бидат објавени? Целата вистина ја ветивме пред граѓаните и целата вистина ќе биде објавена. Без разлика кој од групите, заедниците, етнички, политички е заинтересиран за некој процес посебно. Вклучително и овој процес, секако се што поседуваме докази, ќе биде објавено. Повелете други прашања? Господина Заев, во едно од вашите последни интервјуа изјавивте дека се што поседувате вие и вашето семејство се наоѓа во Македонија, зошто ја премолчивте хациендата во Грција? Еве вака, не би сакал да коментирам собственост на мој први братучеди. Јас немам имот надвор од државата. Се што имам ми овде во Македонија. Тоа значи јас, мојата сопруга, моите деца. За имотот на роднини и пријатели, нив ќе ги прашат. Пола од врхушката на власта и владините перјаници имаат вили во нивна собственост во Грција. Тоа патриотите ги знаете. Така да, јас имот во Грција немам и јас немам имот надвор од Македонија. Се што имам е во Република Македонија. Повелете други прашања? Господин Заев, месец и пол од кога почнав овој процес, според вас што е различно во држава? Апсолутно се промени во Република Македонија. Страф им беше Мијалков да спомнат граѓаните. Сега буквално се охрабрени заради тоа што виделе што е суштината на Мијалков. Се бил, освен директор на Управа за безбедност и разузнавање. Денеска во Македонија храбро се зборува. Луѓето коментираат на секаде и дома, и во чаршија, и на работа секаде. Чувството дека се чека толку драгоцената придобивка од 21. век, кој што мора да постои секаде, слободата и демократијата, е апсолутно недвосмислено јасно чувство дека во Македонија е вградено во нашите граѓани, не само во опозицијата, туку во сите оние групи кои што се охрабрени и реагираат борејќи се за своите права, за слободно и демократско живење за себе и за генерациите кои што доаѓаат. Единствено дрскоста и безобразието на Груевски не се променети, но верувајте, тоа ќе се промени. Не зависат веќе работите само од Груевски. Повелете други прашања? Господине Заев. Повелете. Дали ќе слушнеме наскоро разговори од функционери на опозицијата, бидејќи најавувавте дека ќе објавувате, дали ќе имаме можност наскоро и тоа да го слушнеме? Еве вака.
Она која што е замислено како цел да ја отвори целата вистина во Република Македонија, секако е дел поврзано со разговори помеѓу опозицијата. Еден од следните чекори ќе биде токму доказ на што била ставена опозицијата, што морала да помине целиот овој период и како тоа власта со сите инструменти и механизми кои што ги има на располагање се поставила во еден, ќе избереме еден процес или период кога тоа е специфичен, многу важен за државата и секако со внимание следен од цела Македонија. Еден од следните чекори ќе биде тоа објавено. Но ви реков, нема да дозволам, без разлика дали е тоа опозицијата, бизнисмени, борци за човекови права, представници на граѓанскиот сектор, представници на верските заедници или други групи, кои што не се припадници на власт. Цел период биле мета на прислушување, сега уште да ги објавиме, за да може за нив исто така дополнително да се прават недозволиви коментари. Повеќе од 70% од материјалите кои што ги поседуваме, ќе ги дефинирам вака, се за луѓе кои што не се од власта или не се директни соработници на власта. Само еден дел се на луѓе од власта и директни соработници со власта. Повелете други прашања? Повелете? Господине Заев, што очекувате од диалогот во Брисел најавен за понеделник меѓу партиските представници? Добро, нашиот став во врска со преговорите е јасен. Диалогот е добре дојден и секако за нас е прифатлив. Никогаш Социјалдемократскиот сојуз не бегал од диалог. Но при тоа мора да знаеме дека буквално е невозможна мисија да се воспостави диалог помеѓу власта и опозицијата овде во Македонија без посредништво на Европската унија или на меѓународниот фактор. Така да не би сакал да ги коментирам однапред нашите очекувања. Нашите ставови се јасни, граѓаните не се сведок и за она кое што го тврдевме целиот овој период наназад. Зошто не сме во парламентот? Зошто не ги прифативме изборите како процес и слично? Тоа е повеќе од јасно. Сакаме да дадеме шанса на диалогот, при тоа не би навлегувал во деталите за исчекувањата или очекувањата кои што ги имаме од тој диалог. Повелете. Едно прашање, господине Заев. Доколку се докаже дека сте виновен за она за што ве терете полицијата, како ќе ги погледнете во очи сите овие ваши големи поддржувачи кои толку жестоко ве бранат изминатиот период? Влада, јас ве молам, ветив и пред јавност. Ова не доликува на Социјалдемократскиот сојуз. Ние се бориме да го почитуваме правото на секој новинар, на секој поединец, на секој. Овде сме денеска во наша куќа. Ве молам со внимание, ова е транспарентна партија, ќе одговори на сите прашања без разлика какви се. Млада госпогице, не знам дали ги слушате овие разговори, иако најверојатно вашиот медиум не ги објавува. Но имате можност да ги слушнете. Какво зло и злосторство е направено и врз вашата земја. Зарем мислите дека овие 9 години, тоа што сите го предпоставува само е предпоставка и сега го видоа? Зарем мислите дека лидерот на опозицијата, на најголемата политичка партија од опозицијата, без докази за тоа кој тоа го правил, како го правил, како е организирано вака ќе излезе пред јавност и ќе води вака храбар и решителен процес за слобода и демократија на Македонија? Апсолутно немам никакви дилеми и резерви. Кој тоа го правил, како го правил и колкав период го правил. Но секако, како политичар исправен на секоја ова пресконференција и секогаш пред граѓаните, спремен сум да понесам секаква одговорност, каква и да е, ако секако за тоа сум одговорен. Повелете други прашања? Повелете? Господине Заев, дали имате посебно досие за прекинот на пописот и дали мислите дека е важно тоа да излезе час поскоро, дали имало некакви манипулации во врска со тоа? Разлојувањето на опозицијата, пописот, монструм, не знам, Никола Младенов, што е поважно? Се е важно. Целата вистина е важна и затоа неколку месеци во континуитет сите од опозицијата тврдевме. Никој нема право да ја скрие вистината од Македонија. И граѓаните
мора да ја знаат целата вистина. Соодветно, во секој период, во процесот кој што го водиме, се ќе биде објавен. И имаме секако документи, односно разговори кои што потврдуваат што се случувало и со попис. Повелете? Ви благодарам на сите за присуството.